Благодарам. Значи, сега од правен аспект, кај мене постои една сериозна дилема. Сме добивале различни закони, меѓутоа крајниот ефект, сега кога ќе го прочитате, со амандманот 1 што го предложивте, со денот на влегување на овој закон може да, значи подносителот со денот на влегување на сила на овој закон може да поднесе предлог за легализација на трактор. Значи кога ќе стапи законот во сила, може да поднесе барање за легализација. Овој закон ќе се применува сега со последниот амандман до 30 јуни 2024 година. Никаде немате рок, нити датум за кој машини важи ова. Значи, во овој меѓупериод, секој може по било кој канали, било што да донесе во државата и да го легализира. Ова е тоа ваше елегантно решение. Значи, да и бидам појасен, да не и биде јасно само на олигарсите и на мафијата, секој граѓанин може на било каков начин, било што, од ова приколки, мотори, трактори, да си донесе во државата, преку црн прат, преку бел пат, преку било што, и после да го легализира. Значи, немаме ниеден рок сега, вака кога ги избришавте роковите, за кој машини, возила станува збор. Во меѓувреме ќе имаме слобода кој што сака да прави. Ова, ако е доброто решение, во смисла на решавање на земјоделците, тоа е само маска. Ова е можност за сериозни, да не кажам мафијаши, бизнисмени, да прават што сакат во рокот. Колку и да ви изгледа смешно, тоа што на брзина сте ги направиле амандманите, води кон ова. И сериозно треба да размислете дали вака сроченото решение е добро. Или тенденциозно ова го предлагате наспротив тоа што сакаме да легализираме кај постоечките машини, некој во државата да прави што сака. Тоа е производ на брзоплетост и на елегантни решенија. Законот ќе важи до 30 јуни 2024 година, до тој период може кој што сака да донесе, да направи во државата, да направи малверзации и така натаму. И после му даваме со овој закон можност тоа да го легализира. Значи, многу несериозно, ако ви ова тенденција, се надевам ќе се преиспитате, ова се граничи и со уставност и со било што. Ова е јасна порака дека некој сака да направи сделка. Првиот амандман не го ограничува да понесе барање и 10 дена пред истекување на рокот. Тоа ви е една година, кажи ред, повише од една година, секој може да донесе во државата било што. Ова е тоа грижа за земјоделците, грижа за градежниците, грижа за машините, не знам што. Значи, несериозност и задкулисност зад било што. Под завезот толку и толку земјоделци оставате можност криумчари, криминалци да направат било што. Можат да донесат нелегални 1000 мотора и да ги легализираат. Во Бугарија имате повише од толку. Ке го преплавите пазарот со легални мотори и ке ги вратиме после лево-десно низ целиот Балкан. Одлична бизнес делка, господин Еминов. И сега вие ќе ми објаснувате за двајца земјоделци од Радовиш што ве контактирале. Еве ви кажам обичен пример. Може бизнисмен, криминалец да донесе 10.000 приколки, нелегални, крадени.
со овој закон ќе ги легализираме во државата. Која е ова бенефит, која е ова значење за државата, под превезот ќе решаваме нешто за земјоделците, легализираме криминал. Односно, јавно оставаме можност беззаконие било кој што сака да прави. Доволно е гумите да ги искористи. Многу несериозно, многу неосмислено. Сметам дека ќе се преиспитате. Во спротивно наше е само да критикуваме. Вие имате какво такво мнозинство, како така го обезбедивте. За ова ли го обезбедивте? Ова ли е таа грижа за земјоделците? Да не должа многу, на крајот кога ќе ја погледнеме големата слика, нема закон да не се крие можност за криминал. Вие може да се чудите колку сакате, меѓутоа ви кажувам, може во оваа година било кој што сака да донесе од овие машини, мотори, преку граница, преку црн пат, како ги носат досега. Ке ве молам ред да воспоставите. Значи, без нервоза, некој ако не знае да напише закон, тоа е негов проблем. Тоа не го амнестира од тоа што ќе го напише и слабостите на законот да не смееме да ги коментираме. Како ги донеле досегашните машини, господине Панчо Минов, ако веќе прашувате како ќе ги донесе? На истиот начин. Како досега донеле машини... Ако може само на амандманот да се фокусирате, да, за да амандманот не... се фокусирам. За не рокот... се обрагате на луѓе. Да. Благодарам. Во секој случај, како ги донеле досега машините? Ми поставуват прашање како ќе ги донесат тие машини. Јас поставам друго прашање. Како ги донеле досега тие машини? По своји канали, по царина, по мито, корупција, по црни патишта. Не знам како ги донеле. Може да претпоставуваме, значи ги донеле. Значи можат и уште да донесат. И ние треба да ги легализираме. Тоа е вашата голема политика и вашата голема грижа за земјоделците. Ова е срамно за државата, кога тргне на лошо, не се сопира. Меѓутоа, дајте не влегувајте во овие замки, во овие, како да кажам, кога е лошо, не го правете по-лошо. Благодарам.